Добар ден, јас сум Билјана Чесларова, наставник во Општинското основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци Скопје. Добре дојдовте во нашата училница по математика за 9-то одделение. Наставната содржина за денес е текстуални проблеми со алгебарски изрази. Целите на овој час се подсетиме и да ги примениме стекнатите знаења од алгебарски изрази, да решиме текстуален проблем со составување и решавање на линеарна равенка. Многу често во математиката се среќаваме со текстуални проблеми кои што се наречени текстуални задачи или проблемски ситуации. За успешно да решиме текстуален проблем, односно текстуална задача, потребно е внимателно да ја прочитаме задачата, да ги откриеме познатите и непознатите податоци, како и клучните зборови и да ја најдеме врската помеѓу нив. Во нив, зависностите помеѓу величините се опишани со зборови, односно на говорен јазик. За полесно да ја решиме задачата, потребно е да ги трансформираме зависностите помеѓу величините од говорен јазик во математички јазик. Тоа најчесто се врши со користење на константи и променливи, поврзани со соодветни символи на аритметичките операции кои одговараат на податоците во задачата. Со помош на нив формираме алгебарски изрази со кои формираме соодветна равенка. Решението на равенката ќе ни помогне да дојдеме до решение, односно до одговорот на текстуалната задача. Со пример, ќе се подсетиме како исказ даден со говорен јазик ќе го трансформираме во алгебарски израз, истиот ќе го запишеме со математички јазик. Со помош на константи, променливи и соодветни аритметички операции, следните искази запиши ги со соодветни алгебарски изрази. Даден е исказ, треба да одредиме која аритметичка операција ќе одговара според податоците во исказот и истиот да го трансформираме во алгебарски израз. Бројот x зголемен за 2. Први, величините кои што ни се дадени во исказот се бројот x како непозната и константата 2. Клучните зборови се зголемен за. Тоа значи дека бројот x треба да го зголемиме за 2, односно ја користиме аритметичката операција собирање и го запишуваме како x плюс 2. Во исказот бројот x зголемен 5 пати, клучните зборови се зголеми неколку пати. Аритметичка операција која одговара на овие клучни зборови е аритметичката операција множење, што значи алгебарскиот израз ќе го запишеме како x по 5. Во исказот бројот x намален за 7, клучните зборови се намален за, односно овде ќе користиме аритметичката операција одземање и алгебарскиот израз ќе го запишеме како x минус 7. Бројот x намален 3 пати, клучните зборови овде се намален за неколку пати. Аритметичка операција со која запишуваме намален за неколку пати е операцијата делење, што значи бројот x ќе го поделиме со 3 или ќе запишеме во вид на дробка x врз 3. Во изразот бројот 30 намален за половина од вредноста на бројот x, забележуваме дека имаме два клучни збора, тоа се намален за и половина од вредноста на бројот x. Соодветно на ова, овде ќе имаме две аритметички операции, тоа е операцијата одземање, која соодветствува на исказот намален за и операцијата делење, со која ќе запишеме исказот половина од вредноста на бројот x. Односно, алгебарскиот израз кој што ќе одговара на исказот ќе биде 30 минус x половина. Наредните два искази може да го стопирате видеото и да пробате сами да го решите, а потоа да ги споредите вашите решенија со понудените решенија во видеото. Се подсетивме, можеме да почнеме со конкретна примена во задачи на она што веќе сме го научили.
Во една продавница има вкупно 43 велосипеди во две бои, зелени и црвени. Црвени велосипеди има за 7 повеќе од зелени. Колку црвени, колку зелени велосипеди има во продавницата? Откако внимателно ќе ја прочитаме задачата, ги бараме познатите и непознатите величини, ја бараме врската помеѓу нив, како и клучните зборови. Што можеме да забележиме? Во продавницата има вкупно 43 велосипеди, тоа е податок кој што ни е познат. Меѓутоа тие се во две бои, зелени и црвени. Црвените велосипеди ги има за 7 повеќе од зелените. Значи, непознато овде ни е бројот на зелени велосипеди и ги го значиме со X. Црвените велосипеди, бидејќи ги има за 7 повеќе од зелените, алгебарскиот израз кој што ќе соодветствува на овој исказ ќе биде x плюс 7. А вкупениот број на велосипеди е 43. Зависноста помеѓу овие алгебарски изрази е следната. Бројот на зелени велосипеди плюс бројот на црвени велосипеди го дава вкупниот број на велосипеди во продавницата, а тоа е 43. На овој начин ја составуваме равенката која ќе не одведе до решението. X плюс 7 еднакво на 43. Ги групираме изразите. X плюс X е 2X плюс 7 еднакво на 43. 2X како непознат собирок ќе го најдеме кога од збирот ќе го одземеме познатиот собирок. Односно 2X ќе биде еднакво на 36, а X сега ни е непознат множител. Непознат множител бараме кога производот ќе го поделиме со познатиот множител. Односно, ќе добиеме дека x е еднакво на 18. Тоа значи дека во продавницата имало 18 зелени велосипеди. Бројот на црвени велосипеди ќе го добиеме ако на бројот на зелени велосипеди го додадеме бројот 7, односно добиваме дека бројот на црвени велосипеди во продавницата е 25. И да провериме дали бројот на црвени велосипеди и бројот на зелени велосипеди биде вкупно 43. Навистина, 18 плюс 25 е 43. Што значи, одговорот на задачата ќе биде: во продавницата има 18 зелени и 25 црвени велосипеди. Со тоа задачата сме ја решиле. Можеме да одиме на втора задача. Ако некој број го зголемиме 3 пати, потоа добиениот производ го намалиме за 7 и добиената разлика ја зголемиме 6 пати, ќе добиеме еднаков резултат како посечниот број да го зголемиме 7 пати, почетниот број да го зголемиме 7 пати и добиениот производ го зголемиме за 2. Кој е тој број? Прво ќе определуваме познатите и непознатите величини, потоа ги бараме клучните зборови и чекор по чекор ги запишуваме дадените искази на математички јазик. Некој број, тој е број кој што не го знаеме, го зголемиме 3 пати, тоа значи дека x треба да го помножиме со 3. Добиениот производ го намалиме за 7, значи 3 по x го намалиме за 7, добиената разлика ја зголемиме 6 пати. Разликата сега е 3 по x минус 7 и секако ќе ја ставиме во заграда и ќе ја зголемиме за 6 пати. Ќе добиеме еднаков резултат, значи вредноста на овој алгебарски израз треба да биде еднаква со вредноста на алгебарскиот израз кој што ќе го добиеме од понатамошниот текст на задачата. Во понатамошниот текст на задачата имаме дека почетниот број го зголемиме 7 пати, го запишуваме како алгебарски израз x по 7 и на добиениот производ додадеме 2, односно добиениот производ го зголемиме за 2. Тоа значи дека вредноста на овој израз треба да биде еднаков со вредноста на изразот кој претходно го добивме. Составуваме равенка која треба да ја решиме, а во равенка во која имаме повеќе аритметички операции и загради, секако дека прво треба да се ослободиме од заградата,
да ги помножиме членовите што се во заградата со членот што е надвор од заградата и ќе добиеме 3х по 6 е 18х минус 7 по 6 е 42 еднакво на 7 по х плюс 2. Ги групираме членовите, познати на една, непознати на друга страна и откако ќе ја средиме равенката добиваме 11х еднакво на 44. Х ни се јавува како непознат множител, а непознат множител бараме кога производот ќе го поделиме со познатиот множител, во случајот добиваме дека тој е бројот 4. Што значи, одговорот на задачата ќе биде бараниот број е 4. Ако сакаме да извршиме проверка, во равенката, на местото на непознатата х, заменуваме вредноста која имаме добиена. Ако пресметаме, односно ги извршиме назначените операции, ќе добиеме дека вредноста на левата страна е еднаква со вредноста на десната страна. Со тоа задачата е решена. Трета задача. Текстуалните проблеми имаат примени во геометријата. Затоа третата задача е задача од геометрија и гласи вака. Ширината на еден правоаголник е за 7 cm поголема од неговата должина. Определи ја должината на страните на правоаголникот ако неговиот периметар е 54 cm. Прво ги определуваме познатите и непознатите величини, како и клучните зборови, за да можеме да ги формираме алгебарските изрази кои ќе соодветствуваат на текстот на задачата. За полесно да ја решиме задачата, правиме скица, означуваме кои се страните, должината, бидејќи ни е непозната величина, ја означуваме со х, а во условот на задачата имаме дека должината на правоаголникот е за 7 cm поголема од неговата должина, затоа должината ја запишуваме со х плюс 7. Што значи, должината х е непозната, а ширината е х плюс 7. Периметарот е даден, со тоа се повикуваме на оно што знаеме за периметар, а тоа е дека периметарот е збирот од должините на страните на правоаголникот. Во случајот тоа се х плюс х плюс х плюс 7 плюс х плюс 7. Податокот што ни е даден, а тоа е периметарот, дека е еднаков на 54 cm. Ја решаваме равенката, ги групираме членовите, добиваме дека периметарот е еднаков на 4х плюс 14. Односно, ако на местото на периметарот ја замениме неговата вредност 54, ќе добиеме равенка која по нејзиното решавање ќе добиеме вредноста на должината на страната на правоаголникот, а тоа е дека должината на овој правоаголник има 10 cm. Бидејќи ширината е за 10 cm поголема, тоа значи дека ширината на правоаголникот ќе биде еднаков на 17 cm. Ако извршиме проверка по формулата за периметар, ќе добиеме дека навистина периметарот на правоаголникот е 54, што значи одговорот на задачата е должините на страните на правоаголникот се 10 cm и 17 cm. Се надевам дека примерите ќе ви помогнат да ги решите задачите за домашна работа. Први, читајќи ги внимателно, определувајќи ги познатите и непознатите величини, определувајќи ги клучните зборови со помош на кои ќе можете да составите алгебарски изрази, како и соодветна равенка, која ќе ве одведе до решението на задачата. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав ден.